Господине министер, поставив кратко, концизно и едноставно прашање. Откупот, откупната цена на јаболката во Преспа и што со неисплатените количини на јаболка од страна на прекупците. Место одговор, вие ми подметнувате реферат на тема јаболкото во Преспа. Божем, од вас чекавме да дознаеме какви се агроклиматските услови во Преспа, какви се педолошките карактеристики, колкави се површините под насади во Преспа, тоа се работи за кои што зборувате во одговорот. Очекував, господине министер, да зборуваме за вистината, а вистината е една и единствена. Годинава во Преспа се собрани над 100.000 тони јаболка, од нив 70.000 тони висококвалитетен ајдарет, најквалитетен во изминативе 10 години. Останатите 20.000 тони отпаѓаат на другите сортни видови, златен, црвен делишес, муцу, Грени Смит и така натаму. Плюс околу 20.000 тони индустријско јаболко. Откупната цена на ајдаретот, господине министер, се движи во распон од 8 до 11 денари и по оваа цена, што е под износот на производните трошоци, откупот е незначителен. Дневно од Преспа излегуваат од 40 до 50 тони. Со оваа динамика, господине Димовски, до наредната нова година нема да ја продадеме годинашната реколта. Откупната цена пак на индустријското јаболко се движи од денар и пол до 2 денари. Лага е во одговорот дека цената се движи од 2 до 4 денари. 1 килограм индустријско јаболко во Преспа, господине министер, чини помалку од една мастика Орбит, чија што цена е 2,2 денари. Ова ли е вашата грижа за земјоделството во Македонија? Министри од вашата влада 3 пати го обиколија светот во екскурзии платени од джепот на граѓаните. Каде проговоривте за преспанското јаболко? Дали сте разговарале со земјите од Блискиот Исток или евентуално со некои европски држави кои што во моментов имаат недостаток од јаболко? Дали сте се обиделе да ги отклоните царинските или трговските бариери со Русија или евентуално со Албанија? Како ќе го решите проблемот со неисплатените количини од 2010 година до денес? Сума која што се движи над 1 милион евра. На крај, нешто за Шафа Костракшан и фирмата која во Македонија наводно го купи земјиштето кај Макази за изградба на откупно-дистрибутивниот центар. Прашањето гласи, а инсистирам на писмен одговор, ве молам за извод од Централниот регистар со име точно на фирмата, адреса, седиште и матичен број на фирмата. Благодарам.